Продолжуваме понатаму, исто така за религија. Програмата, рековме, не е развојна, улогата на религијата во граѓанското општество, ама сега за учениците од 9. Тие што се веќе 9 си повторија малку што учеле минатата година, тие што се 8 имаат можност да ги следат насоките за 9 оделение. Што очекуваме? Значи сега веќе малку подлабоко одиме да ги разликува и дефинира поимите секуларизација и атеизам. Оно што исто многу битно во граѓанското општество, бидејќи рековме дека постојат многу религии, да ги идентификува вредностите што дефинираат општочовечки вредности. Например, кои се општочовечки вредности од религиите? Па добро, тоа не мора да доаѓа дека потекнува од религијата, не ни треба да речеме религија за да знаеме дека не треба да убиваме, да крадеме, треба да почитуваме, да ги сакаме, да не правиме лошо на другиот. Так. Меѓутоа, најголем дел од религиите го истакнуваат. Тоа па ние можеме, како придобивка од запознавањето со религиите, да го издвоиме како општочовечка вредност, кој што ги имаме и без да бидеме религиозни. Презентира позитивни примери на толеранција кон религиски другиот и кон атеистите. Значи, такви позитивни примери ќе треба учениците веќе да ни презентираат. Поимите секуларизација, атеизам и толеранција. Всушност, секуларизам е појава во која што верувањата на луѓето се нивна лична работа. Нели, тоа е приватна работа и издвоено од државните работи, односно не влие врз однесувањето на државата. Најголем дел од современите европски држави се секуларни држави, исто и нашата е таква. Атеизам е право, нели, она општо кажано, затоа што има многу за објаснување, право на човекот да избере дали ќе верува или нема да верува во некаква религија. А толеранцијата е избор за сите нас, бидејќи треба да бидеме толерантни кон оние што веруваат и кон оние што не веруваат во некоја религија. И нешто веќе го кажавме, голем дел од современите држави се секуларни. Ама тоа не значи дека ние не треба да се почитуваме. Целта на државите е подигнување на свеста за почитување на другите религии, верски заедници и религиозни групи. Но исто така почитување на одлуките на нерелигиозните луѓе во општеството. Денешните општества во најголем степен се мултикултурни и мултирелигиски. И тоа бара многу напор, односно бара соработка за познавање и почитување. Нашата држава има стратегија, не знам дали знаете, дека постојат различни можности за поттикнување и поддршка на учениците, особено од основните и од средните училишта, за да промовираат активности заедно со другите за меѓусебно почитување на луѓето со различна религија и култура. И сега тие активности уште пред 7-8 години започна како проект за меѓуетничка интеграција, каде што сите заедно, без оглед на јазикот на образованието, прават нешто заеднички, за да не живеат едни покрај други, туку да живеат заедно. И сега, пред да го пуштиме примерот, сакам да објаснам нешто. Газивава е општината во која што се наоѓа моето училиште и таму има 11 основни училишта. Како што е Кирил и Методи двојазично училиште, имаме училиште на македонски наставен јазик, имаме училиште на албански наставен јазик. Од пред 2 години, како пример за сите, како прва општина, започна со еден огромен проект за меѓуетничка интеграција. Носител е градоначалникот на општината, кој што ги вклучува учениците од сите 11 основни училишта. И оваа година, значи, учениците заедно го слават како позитивен пример, нели? Оваа година учениците го славеа денот на општината со тоа што направија мултиетничка представа и направивме песна која што е на 3 јазика. Песната ја направи Александар Митевски, кој што во неговото студио се вика Мостови на другарство, само еден дел, затоа што е на 3 јазика е подолга, затоа што часот ни е краток. Мора пак да ја спуштиме презентацијата и да видиме еден позитивен пример во кој што сите заедно прават нешто
видео 3. Can we build together to make our hearts the strongest and break the walls of difference? We just love the friendship. Can we build together with love and understanding? We can do everything with love and understanding. We can do Значи тука имаме ученици, наставници, родители. Беше убаво. Да. Можеме да се враќаме на презентацијата. Ова беше презентација? Да, да. Не. Ајде. Добро. Отиме надолу. Тука сме, да. Добро. Ева од овде ќе добро. Можеме? Ајде. Сега, девете оделенците имаат задача да направат проект на тема културите во мојата заедница или во мојата држава. Ке работат во 4 групи, меѓутоа ке работат електронски, нели, во 4 групи, културните навики. Првата група ке работи за културните навики, религиозна исхрана, облекување, поздравување на 3 етнички заедници во општината или државата по нивни избор. Втората група заедничките елементи на моралните норми, етички правила на однесување на 3 етнички заедници. Третата група обичаите. Например, крштевка, венчавка, празници и друго на 3 етнички заедници и четвртата група културни идентитети преку конкретни примери и нивните составни елементи. Ова истражување тие ќе треба да го презентираат. И сега не знам дали се гледа добро, обично кога се даваат вакви проекти, кога се даваат одредени задачи на учениците, треба да им се даде и оценувањето. Какво ќе биде оценувањето? Истражувањето го оценуваме со бодовна листа, која што е на 4 нивоа, и тоа што ни е важно ни е истражувачките техники, податоците да бидат релевантни, а истражувањето да биде креативно и оригинално. И учениците ова го имаат кога ќе започне проектот и така може да си се оценуваат меѓусебно и да видат до кое ниво постигнале. Сега ги оценуваме групно, меѓутоа ова може да послужи и за индивидуално. Кога презентираат, ќе користиме една чек-листа. Имаме ученик презентер и оно што ни е битно, содржината на презентацијата да се одвестува на зададената задача. Презентацијата да биде сеопфатна, презентерот не само да го чита тоа што го напишал, туку и да го парафразира. Презентерот е сигурен во своето знаење, покажува презентерски вештини, затоа што граѓанското образование има и такви цели. Презентерот одговара на потпрашања и ја почитува временската рамка. Не знам ние дали ја почитуваме временската рамка. Временската рамка, Да. имаме уште време наставничке. Добро. Сега имаме уште неколку минути. Дали вие како ученици сте учеле граѓанско образование? Да. Во основно или во средно? Па во средно. Во средно, да. И Во на средно кој никако граѓанско образование, туку како социологија, етика, естетика, такви општествени предмети, мислам дека не граѓанско образование не сме. Јас патив граѓанско образование. Пати граѓанско образование? Да. Во средно или во Во основно? средно, во средно. Во средно. Значи, овој дел од граѓанското образование, сега како нов концепт на граѓанско образование, предвидува различни видови толеранција во општеството. И сега, како неодамнешни ученици, дали можете да ми кажете некаков пример на толеранција од било каков вид во вашето обкружување, во вашата средина? Седно дали е кон религиски другиот
кон етнички другиот Па и така кон социјално другиот. и кон социјално. Ние, другиот. значи, сите овие работи не се сведуваат само на религиски и на етнички, се сведуваат многу и на онаа класната борба, со таквите класни поделби имаат проблеми. Јас да речам, многу повеќе сум се соочувала со такви класна нетолеранција, социјална нетолеранција, отколку со верска и со етничка. Јас бев растена во Чаир, порано и за среќа бев научена дека треба да ги почитувам сите религии, односно бев воспитана од моите родители дома дека треба да ги почитувам сите религии, односно сите вери, мислам и сите луѓе прочем како едно. И за среќа во моето детство јас не наидов на некоја меѓусебна тензија Нетрпеливост, нетрпеливост, помеѓу нас така. што ме радува. Кој има влијание врз почитувањето, врз меѓусебното почитување и секако вид толеранција, нешто го споменавме, затоа што и врз социјалната одговорност на луѓето воопшто. Прво, влијание од на децата, врз децата? Да, надворешните влијанија. Аха, ако видите, мислам, тоа оно како што разбрав јас највеќе од прво од децата, од домашното воспитување, потоа образовниот процес и на крај се сведува се едно на повисоко на едно државно ниво за тоа како да речеме одреден орган управува со државата и дали толерира, дали не толерира, дали се осеќа некаква нетрпеливост или не. Колку средината има Да, и влијание. улицата Средината влијае, исто да, има да. влијание врз бихевиористичкото Социолошка терминологија. Да, да, А да. дали медиумите влијаат? апсолутно Влијаат. дека влијаат медиумите. И што секако мислите со влијаат. ова наша денешна презентација што правиме ние? Дали какво влијание ќе Дека извршиме? позитивно влијаеме врз децата. Така? Да. Да. Ви благодарам многу. Да, и благодариме и Благодарам. вам. Завршивме денеска. Другари, имате куп домашни задачи. Седнете одма да пишувате затоа што утре веќе ќе биде доцна. Утре имаме нови часови за вас спремни. Со нови наставнички и возбудливо и забавно ќе ни биде пак. Убав ден. Убав ден Чао. на сите. Чао, чао.